И така е, почитувани, продолжуваме со бројни содржини во утринската насител, 9 часот и 12 минути, а до 10 имаме уште многу гости, многу содржини и многу музика. Следниот кадар ќе ве воведе во една спортска приказна, ќе зборуваме за фудбалот, за едни млади потенцијали кои сигурно за некоја година ќе бидат вистинска национална гордост на Република Македонија со знамето, со дресот и со се она кое значи Република Македонија на фудбалските терени. Ги гледате хероите, идните македонски фудбалери од моја лева страна, а од мојата десна страна е генералниот секретар на ФК Кул здравје. Добро утро за сите. Добро утро и на вам. Благодарам, момци, што вака спремни сте рано наутро, со дресови ни дојдовте. Морам да ве представам сите. Ќе почнем од оваа страна. Марко ни е тука, после ни е Дамјан, Петар и Никита, а со Наташа ќе дадеме краток вовед за целата оваа приказна, да ги запознаеме гледачите. Најпрвен кој е ФК Кул здравје, како е формиран, наскоро одбележувате еден значаен јубилеј. Точно така. Значи ФК Кул здравје е фудбалски клуб кој на 28 септември оваа година полни 18 години, односно полнолетство славиме. Работиме со млади членови, пробуваме да го развиеме фудбалот и да внесеме фудбалски навики кај дечињата. Лоцирани сме на 3 стадиони, 2 покриени терени со вештачка трева во кисела вода и во Карпош и еден голем терен со природна трева на стадионот Цементарница во кисела вода. Така, искрено, јас никогаш не сум бил спортски човек, особено не на ваква рана возраст, и сега тоа многу ме радува што гледам млади потенцијали. Која е соодветната возраст за мало дете да почне токму со фудбал да се занимавам и како изгледаат тие првични тренинзи? Претпоставувам тоа е повеќе учење на ред, дисциплина, навики, отколку баш на онаа фудбалска игра класична. За разлика од минатите години, се порано и порано родителите сакаат да ги запишат дечињата на фудбал. Сега во моментот најмалите ни се 2020-2021 генерација родени. Се уште се мали, но пробуваме спортскиот дух, дисциплината, редот да ги всадиме кај дечињата. Колку е тоа напорно или стресно во нивните очи? Како изгледаат тие први средби? Прво среќавање со тренерот, со дресот, има ли откажувања, ќе дојдат недела две, па дај сега Инстаграм ќе листам ова кој ќе трча? Да, значи има и дечиња кои имаат преголема желба и кога ќе дојдат на нашите терени, покажуваат љубов и продолжуваат понатаму со активностите, но и исто така има и дечиња кои 1-2 тренинзи ќе почнат, па потоа се откажуваат. И за жал имаме и родители кои се многу амбициозни, па сакаат дечињата да бидат фудбалери, но сепак желбата е во некој друг спорт. Ке зборувам и за тоа амбициите на родителите, погледите на децата, колку е скап сепак е спорт кој важи за број еден во светот, какви се условите во Македонија, но да им дадеме предност и на самите најмали директни учесници. Гледам и фотографии, сигурно ќе се препознаете во некоја од нив. Ајде да почнеме од Никита. Кога прв пат се пријави да бидеш дел токму од ФК Кул здравје? Го паметиш ли тој прв ден? Сакаше сам да одиш или од дома ти рекоа сега фудбалер ќе те правиме? Не, ми рекоа како Јас сакав да почнам да играм со моите другари. Во училиште почнав ја да играм фудбал. Така, и твоите ти рекоа, да. Штом сакаш да играш, ќе одиме во ФК Кул здравје, таму ќе тренираме. Да, затоа што тој е најблискиот клуб до мене. Така е, Никита, колку пати одиш да тренираш во текот на една недела? Колку денови? 3 пати. 3 пати? Имаш сила до крај да издржиш да трчаш? Имам. Сигурно такво мислење има и Петар. Сам се пријави, изрази желба и од дома ти рекоа ќе одиме ќе тренираме, така? Јас се пријавив сам, изразив желба за играње фудбал со моите другари и така почна. Да, и почнав и ќе продолжам да играм фудбал во ФК Кул. Дали запише уште неколку твои другарчиња или тие си останаа да си седат на мобилните, ти си рече јас ќе си вежбам, ќе си спортувам, еден ден голем фудбалер ќе бидам? Јас им предложив на неколку другарчиња, но не ќе. Јас продолжив да играм фудбал и си реков во себе дека ќе станам ја фудбалер. Така, и веруваме дека тоа ќе се реализира, ќе се успее, но треба дисциплина, работа. Дали е така, Дамјан, дали се согласуваш? Да.
Јас се согласувам со тоа и јас ги прашав дали може да се пријавам да играм фудбал. Они ми дозволија и сега одам редовно на тренинзи, се трудам до крај и Тешко ли ти е? па некош, ама повеќе не. Сигурно имате и омилени фудбалери, ќе ве Да, прашам подоцна кои се тие, не ги откриваме веднаш за да го прашаме. Марко, колку што јас можам да сватам, ти си голман, така? Да. Како е да се биде голман? Пошто е поразлично? Не сакаш да трчаш напред, да бидеш во тие први редови или подобро е главниот заштитник на тимот да бидеш? Ја сега сум голман, бидејќи не сакав да бидам одбрана, а тренерот ме ставеше одбрана и одучи на крај голман. Значи на најдоброто место те стави. Да. Од тебе зависи Само. дали ќе се спаси голот, дали нема да се прими голот противникот, така? Да. Тренираш редовно и ти? Да. Ајде сега сите еден по еден да одговориме на прашањето омилен фудбалер или како кој сакаме да бидеме. Јас прва асоциација, бидејќи не следам многу фудбал, ми е Меси ќе речеме. Дали го имате истото мислење или други фудбалери? Други. Ајде еден по еден. Мене ми е Меси. Меси ти е тебе, значи исто размислуваме. Другите? Мене ми е Роналдо. И мене ми е Роналдо исто. Мене ми е Икер Касилјас. Браво. Најдобрите значи сте ги одбрале, така? Да. Сигурно ќе бидете како нив, но Наташа за да стигнат како нив мора многу работа, бара многу труд. Колку, еве, споменавме во првиот дел од разговорот дека дел од родителите форсираат, моето дете сакам да оди на англиски, на француски, на германски, на фудбал и на не знам што уште не и на крај на ништо од тоа. Кога е време за едно дете да можеме да го сватиме сериозно дека сака да се занимава со фудбал, со спорт? Колку е тоа сериозен тренинг на оваа возраст? Вака, значи во моментот не можеме да кажеме дека има определена возраст каде што може да одредиме дека некој ќе биде фудбалер. Имаме ке нас конкретно во клубот има повеќе групи во генерациите, така да често пати самиот напор тренинзи и успехот на детето што ќе постигне може да дојде до таа селективна група или пак доколку не работи и доколку не сака да се симне во тие групи подоле да кажам. Така да самите тренинзи, самата упорност на детенцето и нормално и од родителите поддршката доведува до таму каде што треба да стигне детенцето. Во помалите места, тоа слободно можам да го кажам, дека кога ќе се рече фудбал или нешто слично, сега може да се менуваат работите во последно време, е како користење баш на слободно време и да сакаш и да имаш потенцијали, немаш каде баш тоа да го реализираш. Во Скопје и поголеми така некои градови си има можности, но за жал не е некој баш така наивен или ефтин спорт ако професионално се занимаваме. За оваа рана детска возраст, колку чини тоа? Може ли да си го дозволи еве едно просечно семејство да речем? Па искрено со бројката која членува кај нас и во другите клубови, конкретно ќе кажам за Скопје, значи родителите издвојуваат за финансии за спортот. Можеме да кажеме дека тренинзите кај нас се плаќаат нели чланарината, опремата гледаме да е во нормални рамки на буџетот на родителите. Сега морам да напоменам дека често пати гостуваме на турнири надвор од државата, каде што за жал сето тоа е натовар на родителите, но сепак се трудиме да ги изнесеме дечињата надвор на тие турнири, каде што можат да научат многу повеќе за фудбалот, за културата и сепак да стекнеме нови познанства надвор од нашите границите на нашата држава. Така, во таа насока сакам и да го продолжиме разговорот. Еве се запишале во ФК Кул Здравје, дел ќе продолжат, можеби и професионални фудбалери ќе бидат, дел ќе се откажат можеби и по неколку месеци, најупорните, најталентираните, каде може да го развијат после својот пат, кои се следните чекори, односно еве ги споменавме и тие меѓународни турнири, како изгледа едно тренирање кај вас, кои се тие можности за развој на талентот во буквална смисла? Значи, младите категории почнуваат да тренираат на нашите терени,
Нашиот клуб се стреми кон тоа да ги доведе како ќе пораснат категорија плюс, да можат да играат и во сениорскиот тим, бидејќи имаме и младински категории кои моментално се 2007 генерација најстарите, и сениорскиот тим каде што планираме да влеземе во трета лига, моментално се игра во четврта лига тимот, така да правиме се за нашиот клуб да возможи постојано да бидат наши членови и да ги доведеме до таму каде што треба. Нормално имаме и на меѓународните турнири каде што може да се видат дечињата, одат на проба во клубови надвор од државата, така да имаме наши членови што се и надвор од државата имаат потпишано договори и играат во други земји. Значи, кој сака, кој може би рекол, има можност и потенцијал да го развие до крај својот талент. Многу наскоро ќе одбележите полнолетство, значаен юбилеј, што се менуваше низ текот на годините, освен би рекол и бројката и структурата на дечиња кои доаѓале, потоа прераснувале дел во вистински фудбалери. Се сменили нешто во пристапот, во начинот на работење? Па јас мислам дека секоја година се повеќе и повеќе обрнуваме внимание на дечињата, на техниките, тренерите посетуваат доста семинари каде што може да бидат да го продлабочат своето знаење и да го пренесат на тренерите, на дечињата, извинете. Така да се надевам дека и ќе потврдат и дечињата, родителите дека одиме на нагорна линија. Така е, за потврда, веднаш им се обраќам на нив, подам на другата страна. Ајде подетелно да ги запознаеме гледачите, момци, и да им кажеме зошто е важно да се тренирам. Ајде ќе почнеме повторно од Никита, некој редослед да водиме. Кога имаш денови тренинг, како се спремаш, како се подготвуваш, се викаш ли денес морам, не морам, ајде денес не морам да идам, имало ли такви денови? Не, немало. Секогаш спремен, значи. Сите го имаат истото мислење или некогаш ви доаѓа да се откажете? Не, ја никогаш. Ние. Како изгледа еден тренинг кога ќе се соберете сите и што ви вика тренерот? Се загревате, трчате или директ ве пушта на игралиште, топкате и ајде? Како изгледа тоа загревање? Па во крugче, Пример. во крugче се наредуваме и еден во средина и правиме вежди и стегнуваме. И за голманите, Марко, така се прави загревање? Да. Да. Колку време ви трае тоа загревање додека не се уморите, имате сила да трчате после? Да ги завршиме вежбите. Тоа е колку? 5 минути или 50 минути? 10 минути. 5? 5. А колку време играте фудбал после? Пола саат? Не, 10 или 15 минути играме. Аха, значи два пати по 15 минути или отеднаш 15 минути, па пауза, па пак се играте? Да. Така е. Како, Марко, да ги спасиме најсилните голови кои кога ќе ни ги дадат? Се плашиш ли од топката? Сега 10 луѓе, 15 на кај тебе трча, храбро стоиш или бегаш некогаш од голот? Од голот не бегам. Тоа ми е на местото, на теренот. И кога морам да искочам, искачам на играчите за да пресечам пример топки и да им затворам простор за шут. Ти успева секогаш тоа или чат пат знаат гол некогаш да дадат? Знаат и гол, ама Им попушташ, да се радуваат? не. Или сигурно се такви силни мокни кога напаѓаат? Кога се повеќе од еден, се Посилни. посилни, да. Така е, Марко, еве гледаме дека и знаеме веќе на која позиција, па ајде да ни кажете сите кои на која позиција играте и дали сакате цел живот на таа позиција или ќе ги менуваме позициите со текот на времето. Кој ќе почне прв? Ајде ја ќе почнем. Ајде ти да почнеш. Значи, ја играм одбрана десно и сакам да сменам позиција, да отидам напред и По што ќе биде различно тоа сега што го играш, тоа што сакаш да го играш? тоа што сега го играм и со моите другари што сме назад, ние го чуваме голот за да не ни дадат гол. Ако ќе отидеме, ако некоја сменам позиција за напред, тогаш сите отиме напред И напаѓаат. да, и напаѓаме за да дадеме гол. Ама некој мора да остане и да чува или доволно е голманот само да чува? Некој мора да остане. Некој мора и да чува. Дали вие останувате да чувате или во напад ќе идете Никите и Дамјан? Па ако нема никој да чува позади, ќе одам да чувам позади. А сега на која позиција играш? Одбрана десно исто. Така. И не Никита? сакам да сменам позицијата. Ја лево напад, ама кога игравме на турнирот,
имаше само два одбранбени, Петар и едно друго дете што не е тука, се вика Даријан. И имаше уште лев бек, остануваше и единствен кој знаеше да игра одбрана е тоа јас знаев само. Право. Значи, затоа си на таа позиција наместен и си позициониран ама инаку сум лево напред. Така е, смислете во кои клубови каде се гледате за некоја година да играте? Јас морам Наташа уште нешто да ја прашам. Се наоѓаме во септември, дечињава се враќаат во училиште, некако септември старт на нови сезони, уписи. Дали има место за уписи кај вас? Не прашувам за себе, за гледачи. Да, секако, значи сега во септември започнуваме со тренинзите. Поголемите генерации започна средината на август, помалите во септември. Секако отворени се нашите врати за нови членови. Ги покануваме сите што се заинтересирани да повелат да не контактираат и да го посетат нашиот терен. Рековме од најрана возраст може да се почне секако соодветно за да може и психички и физички сето тоа да се издржи, но која е таа максимална граница до кога може да се остане во фудбалскиот клуб Кул Здравје и да не се замине од таму, иако животот и професионалната страна вели да се оди напред? Го напоменав, значи најмалите генерации кажавме се 2021, најстарите во моментот младинските ни се 2007, но и го напоменав и сениорскиот тим, каде што во сениорскиот тим можат да преминат дечињата од младинските категории, така да во целост додека се во Македонија можеме да им овозможиме да играат кај нас. Така се случило ли еве пред 18 можеби години да дошло некое детенце само со желба да види како функционира овој фудбалски клуб, а ден денес да е дел од истиот, секако во улога на тренер или некоја друга позиција? Да, значи дел од тренерите што во моментот се кај нас во клубот се од првата генерација дечиња кои тренира, како завршија со фудбалската кариера, премина во тренерските води и ден денес се дел од нашиот клуб. И дали смисливме кој каде се гледа, кој каде ќе биде за неколку години, дали во Македонија, во национални клубови или некако надвор од границите, од каде? Ај сега ќе почнеме од Марко, дали цел живот прво голман да расчистиме или фудбалер ќе бидеш и каде ќе играш кога малце ќе подпораснеш, не дека сега си мала, ама уште некоја година? Ја би сакам да бијам нападјач, но и ме бива и на голот. Човек за сегде? Да. За каде се гледаш, кој клуб, со кој сакаш, кај сакаш да играш кога малце ќе подпораснеш? Кога малце ќе подпораснам, би почнал професионален фудбал за Вардар. Браво, добар избор. Јас сакам да останам одбрана десно исто. Но Каде? ќе пораснам така професионалци како станам. Сакам исто за Вардар да почнам, а после ако сменам. Значи сега за сега Македонија, па после ќе му ја мислиме за понатаму. Петар? Јас сакам да сменам позиција напред и сакам да преминам во професионален фудбал и ја исто сакам да идам за Вардар. Така е, и ајде да го заокружиме со Никита овој дел на одговарање прашање. Обично с тебе почнувавме, сега да завршиме. Па јас сакам да си останам на мојата стална позиција, да почнам да играм за Ливерпул. Браво. Тоа ме радува, знаеш каде се парите. Наташа, многу пати кажавме потенцијали, можности, дали има нешто кое не го споменавме, односно која е пораката и до дечињата и до родителите со акцент пред се на здрави физички навики, а потоа и на тие големи соништа кои многу често знаат и да се реализираат. Значи пред се дечињата кога ќе дојдат на теренот треба здравата навика, ред, дисциплина и фудбалски активности да стекне. И пред се можам да кажам дека дружбата кај дечињата е на многу високо ниво. Дел од дечињата се познаваа меѓу себе бидејќи се тук локацијски соживења, но дел си од другите населби. Така да генерацијски премногу се дружат и дечињата и родителите и тоа е едно нешто што го стекнуваат како поголемо богатство од самите тренинзи. Така е. Момци, ќе кажеме нешто за крај порака до сите оние кои не гледаат и сега уште се во пижами, се тегната вие вака рано станати, загреани, навежбани, со дресови, сигурно после овде одите на терените да вежбате. Кој ќе почне прв? Што ќе им порачаш на сите кои не гледаат?
Ајде, Петар. Ќе им порачам убав ден и сакам да го поздравам едно другарче. Слободно. Поздрав до Новак и Тренира тој или не? тренира и ја скрши раката на надпревар. Со помин, со лесно, нека мој тоа е доказ дека има и повреди. Да, значи изминатиот викенд го имавме меѓународниот турнир Кул Куп 2025, каде учествува 64 екипи од Македонија, Хрватска и Србија, каде што учествува и нашите дечиња. Нашиот член Новак се повреди и би го поздравиле јавно, побрзо за да оздрави и да ни се врати на терените. Дај Боже побрзо да се врати, да имате бројни настапи во интерес на времето. На кратко, Никита, што им кажуваш на сите кои те гледаат дечиња? Да вежбаат, да спортуваат или да си лежат дома? Не, ја би им рекол сите да ги тренираат ножете кои се фудбалери и да почнат да се жонглираат и такви работи. Да си Така е. Петар веќе поздрави, Дамјан. Ја им кажам на тие што гледаат сега, како да не седат у кревет и да не гледаат на телефоните, додат на игралиште, да вежбаат, да играат фудбал и да тренираат. Да бидат здрави и живи. Така е. И што ќе им каже Марко? Јас би ги поздравил сите што гледаат во моментов и би им рекол дека спортот е здравје и да тренираат некој спорт. Така е, ви благодарам на сите што оваа сабота ни ја направивте различна во спортски дух, ни донесовте ведрина, свежина. Благодарам Наташа и да им посакаме многу успеси. Дај Боже стварно да ги гледаме во големи Дај клубови. Боже. Таму да одиме да ги снимаме, да ни гостуваат, да ни бидат ексклузивци и да ни дојдете повторно или да ви дојдеме ние кај вас на Точно така, терените ви да видиме. благодариме на поканата, што издвоивте време за нашиот клуб. Ве очекуваме и на нашите терени, каде што можете да ги проследите тренинзите и активностите. Почитувани, ви должиме едно такво патување во некоја од следните емисии на утринската насител. Ќе видите како сето тоа изгледа, а ние овде ќе направиме кратка музичка пауза и повторно ќе имаме гости за содржини кои се поврзани за најмалите, а што поконкретно ќе станува збор, бидете заедно со нас.